Добро вечер, сум Васко Ефтов во емисијата во Центар на АЛСТМ телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ова е последна емисија од овој циклус емисии во Центар, кој се емитуваат на АЛСТМ телевизија. Ние ќе направиме пауза некаде до текот на летните месеци и после некаде од 1 октомври повторно ќе се гледаме на фреквенцијата на АЛСТМ телевизија. Во оваа емисија ќе ви презентираме најдобри делови од 10 емисии кои беа емитувани во изминатите 2,5 месеци на АЛСТМ телевизија. Еве го нашиот избор за вечерва, почнуваме со едно парче од интервјуто со Теута Арифи. Теута Арифи беше дел од еден многу успешен концепт на ДУИ, кој таа партија го промовираше на албанската политичка сцена до ланските парламентарни избори, кога во исто време ДУИ беше и власт и опозиција на албанската политичка сцена, односно крилото на Муса Џафери беше за блиски односи со ВМРО-ДПМН, а крилото на Теута Арифи беше тој опозиционен блок во рамки на ДУИ, кој наклонуваше за поблиска соработка со СДСМ. 57% од македонците на анкетата на Дневник 14 септември 2011 година имаат позитивно мислење за Теута Арифи. 75% од албанците. Денес исти луѓе ве сметат за најголемо разочарување, бидејќи очекувањата од Теута Арифи беа преголеми, претпоставам. Вас ве доживува како министар за надворешни работи во сенка, кој ќе успее да го реши тој спор, кој ќе успее да се наметни како столбот или како тупаницата на ДУИ во власта и да го прекрши Никола Груевски. Вие не го направивте тоа. Денес важите за едно најголемите политички разочарувања во оваа влада. Јас сум сосема свесна за високите стандарди кои сум ги поставила, како што и свесна за фактот дека луѓето треба да очекуваат многу, не само од мене, туку од сите политичари. И мислам дека во рамки на овој процес, нормално, заедно во соработка, ние успеавме да направиме и да отвориме еден нов процес со Европската Унија, што мислам дека до пред неколку месеци можеше само да се замисли. Така да сметам дека од моја гледна точка во однос на можностите и тоа што може да се реализира е реализиран како максимум, но секако останувам со разбирање кон критицизмот, евентуалниот критицизам на луѓето кои сигурно имаат право да очекуваат повеќе, не само од мене, туку да очекуваат повеќе и од мојата партија, да очекуваат повеќе и од сите други кои се нафатиле да работат на политички прашања. Видите колку лесно се станува Никола Груевски. Значи, кажуваат исто ко Никола Груевски што кажа 6 години, ние направивме све, ние го дадовме нашиот максимум, ние успеавме да го направиме да ја приближиме Македонија кон НЕУ и кон НАТО, меѓутоа тие клети грци не ни дозволат 6 години да станеме членки на НАТО и НЕУ. Знаете, кога ве слушам, па велам за 6 месеци, веројатно јас би станал Никола Груевски кој би бил на некоја ваква фотелја. Значи, лесно да се биде Никола Груевски. Вие све работите најуспешно, само некој друг ви става сопки. Јас мислам дека кога би биле коректен во однос на прашањето, не би направиле една таква идентификација, но би сакала да се обидам да ве разбирам, пошто сакам да покажувам коректност. Мислам дека никогаш не сум рекла, ниту кажувам дека ние направивме се, па некои други не попречуваат, туку напротив, јас сум сосема свесна за моментот и за проблемот. И не само тоа, неколку пати сум го кажала дека проблемот во однос на името е еден сериозен проблем кој бара едно многу сериозно политичко однесување од сите фактори тука, имајќи го предвид фактот дека ние сме страната која сака да биде член на НАТО и на Европската Унија и според тоа треба фактички на еден многу прагматичен начин да се однесуваме. Зошто политичарот Теута Арифи не го послуша колумнистот Теута Арифи, која владата на Никола Груевски ја означуваше како демократура и од одреден критичар на таа демократура денес станува бранител на таа демократура, односно владата на Република Македонија, како што сама ја нарекуваше некаде пред 4 години. Познавате Теута Арифи колумнистот? Мислам дека да. Што мислите, Теута Арифи колумнистот би била задоволна, Теута Арифи вице-премиер за евроинтеграциите? Мислам дека Теута Арифи колумнистот би била сигурно прилично така остра и директна и со високи барања од страна на Теута Арифи вице-премиерот. Значи Зошто не ја слушавте Теута Арифи колумнистот? Ја мислам дека ја слушам. Јули месец 2008 година Теута Арифи колумнистот ја пишува
колумната Демократура. Демократурата е убава. Веројатно една од најубавите колумни, најчитаните, најцитираните. Предпоставувам и велите дека Никола Груевски потроши ДПА до крајност за своето владење. Тој може да го потроши и Дуи во овие неколку месеци или во овие констелации. Не може да ги потроши албанците. И вие влагате во таа влада. И од позиција на колумнист која критикува таа Демократура, сега и служите на таа Демократура на Никола Груевски. Се говорите ко Никола Груевски. Исполнивме све. Направивме све. Како велите 3 поглавја, 16 поглавја, 3 ајкида, 4 ајкида. Ова направивме, но останало прашањето на сите прашањето името. Гледате, Дуи велеше на изборите 2011 година, дайте ни доволно гласови. И дајте ни една ситуација кај што ВМРО ДПМН нема да има 61 мандат, кај што нема да зависи само од нивната волја. Ние ќе ви покажеме како можеме да направиме Македонија членка на НАТО и НЕУ. Помина Чикаго, нема да добиеме сигурно датум за преговори есенва од Европската унија. И таа политика на Дуи крахира пред очите на сите вас. Јас мислам дека би сакала да направам тука и една дистинција во однос на европскиот процес, кој е процес кој се покажува дека е дефинитивно прилично многу поуспешен и покреативен во однос на проблемите и не би се согласила, значи, со веќе однапред вашата поставена теза, каде што сакате да не поставите нас како структура која е така лесно адаптабилна на систем на владење. Убаво кажате. Јас мислев друго. Ја мислев дека вие сте сведени на функција и улога на чувар на плажа во зимски период, кој никој не се бања. И ги дадо двата ресори и направија апсолутно еден данајски подорок, еден тројански кон. Знае дека тоа нема да го решите, знае дека ќе ви истрошат. И ве трошат. Да. Пред 3 недели имаше 10-15 луѓе кои се незадоволни таа позиција на Дуи. Повеќе од убедена сум дека кој да мисли дека толку лесно може да ја потроши Демократската унија за интеграција во рамки на политичкото владење, се лаже. А мислам дека тоа тешко дека може баш така да се реализира со сите овие 10 години. Тоа го докажуваме, како што ја докажуваме одговорноста и кон стабилноста и кон процесите, бивајќи свесни дека понекогаш и сме биле во ситуација да идеме во по-лоу профайл во однос на нашиот така поширок имидж во име, например, на тоа што се интереси на стабилноста и на евроатлантските интеграции на регионот. Не мислам дека некој може да ја потроши. Да, мислам дека некој може да ја потроши. И не само тоа. Освен самата Дуи, знаете. Јас имам чувство дека сега за прв пат се соочувате кога самата Дуи ја троши незината супстанца, ја троши незината позиција во јавноста, отроши на крајот на криштата името на партија Демократска унија за интеграција, веќе мора или да го менувате името или да менувате владата. Немате трета варијанта. Значи Дуи ќе мора да избере или помеѓу народот. 88% од албанците велат дека ова влада ја води државата во погрешна насока. Тоа е фрапантна бројка, знаете. Вие сте човек кој има изразит политички сенс. И вие тоа го гледате. Да, јас мислам дека Демократската унија за интеграција е апсолутно свесна за ризикот. Овој ризик не е превземен без онака свесна проценка наша во однос на превземање на чекори и превземање на одговорност и мислиме сериозно да се носиме со таа одговорност. Додека евентуално, ако дојдеме до линијата кога би процениле заеднички дека на вистина во рамките на таа одговорност имаме многу сериозни проблеми, секако дека ние ќе се го тоа продискутираме во наши рамки со нашите структури, за да евентуално видиме за чекорите понатаму. Но не овој чекор, например, од страна на Дуи во однос на водењето на евроатлантските процеси не е превземен без одговорност, а најмалку е превземен од тоа дека некој случајно ни дал некој тројански коњ, тој е толку голем што ние не сме го виделе. Сите соседни држави на Македонија чувствуваат таа кревка ситуација во нашата држава и се очекува или можно да се претпостави дека нивните апетити во однос на Македонија ќе бидат зголемени и дека на маса сега ќе ги стават сите тие прашања кои ние сметавме дека беа затворени во еден историски контекст после 1912-13 година. Влего ли Македонија полека во една слепа улица во поглед на својата иднина
која тешко ќе биде дефинирана во кој правец ќе се движи таа македонска иднина? Видите, мислам дека не. И тука е клучно. И која е иднината, ако не? Иднината пред малку кажавме, меѓутоа за слепата улица. Ние сме во ќорсо, како ќе доведени со сите наши грешки. Вие рековте на работна бездната. Да, со сите наши грешки кои не се за подценување. Нашиот придонес во оваа ситуација се наоѓа Македонија е 5%. 90% е тешко ги влезат картите, разбирате. Не заборавајте, од 91 година, после распадот на Југославија, до денес, Македонија не добила отвор за диш. Не го спорува името, не ја блокира границата, ни поставува неприфатливи услови. Што не ни правеа, разбирате? Сега, на крајот, доаѓаме да НАТО вели прво името па членство. Тоа е блокада и уцена. Без не видена во светската пракса, разбирате. Тоа е политика на сила. И таа политика на сила може да трае, ама нема да успее. А велам, дозволите, она што е клучно кај нас е цврстата одлука дека нема прекрстување на овој народ. Таа постои медицинска кај власта денешна и тоа е клучот кој покажува кај одиме понатака. Во моментот кој ќе прифатиме ставот, ќе го виткаме рбетот, завршена е ова држава. Тогаш ќе дојде до распад и до подоби и така натака, зашто ако нема македонски народ, а со прекрстувањето државата, македонскиот народ ќе нема да постои. Ние ќе видиме северни, јужни, средни, долни, македонци ќе нема да видиме. Кој ќе нема македонски народ, нема да има македонска држава. Таа е стану непотребна, а и еден факт е важен. Македонската држава името не го добила од регионот Македонија. Македонската држава името го добила од македонскиот народ. Тоа е клучен историски факт. Не е својствено за мене, но во оставив да се доискажете на 2 минути. Знам дека не е својствено. Се извинувам што ќе бидам вака индискретен. Која година сте роден? 42. Во војната. Во војната. И денес имате 70 години, сте македонец. Вчера имам 70 години. Да, и сте македонец. Точно. А бевте под бугарска окупација. Точно. Зашто ви кажувате овие приказни? Кој бара Македонија да го смени уставното име? Кој бара Македонија да го смени името? Па вие сте биле 3 години во окупација. Што биле веројатно Николич, Крстеник или било како. Николич, татко беше Николич. Значи, сме биле 5 века по турско. Значи, после Самуила сме немале држава и сме обстоиле. Вие сакате да кажете дека преговорите за разликите околу името и многу точно пише во резолуцијата на Обединетите нации, некаде од 1993 година, дека се разговара за разлики околу името. Разлика околу името во рамки на Обединетите нации. Да го презентирате овде. Значи, тоа прво е зулум кон македонскиот народ. Второ е нечесно кон македонскиот народ. Да му велите дека тие разговори де факто значат губење на македонецот, македончето, македонската историја, македонскиот идентитет. Немојте да го правите тој зулум на македонскиот народ. Значи, вие сте доказ. Дека не мора да постои, дека не мора да... Не, како не може. Значи, јас сум од Егејска Македонија. Значи, пробале да се менате, да се елиминират све живо и диво. Ме биле во туѓа држава, била Грција, и некој не се откажал од македонското. Зашто ми го зборите тоа така? Зашто амбасадорот го зборите тоа? Зашто го зборите тоа? Значи, го отрувте овој народ со тие приказни. До кога? Грешите. Ама зашто да грешам? Само кажете ми, освен американскиот амбасадор, а знаете зашто Америка ја призна Македонија под уставното име? За да растори, тоа ли ќе ми кажете? Ако ја призна под уставно име, бидејќи ја сметала за стратешки партнер, бидејќи инвестирала во незината име. Ние не сме стратешки партнер. Ние сме стратешки партнер. Албанците се стратешки партнери, а ние не сме стратешки партнери. Зашто не сме? Бидејќи американците имаат некои задкулисни интереси за Македонија. Друго прашање загатнавте ова околу прекрстувањето. Клучот е прекрстувањето. Вие викате уставното име. Ние, додека, дозволете. Себе слушнав јас. Да го објаснам ова, зашто клучно прашање поставите кои мнозина го раскажуваат, а нема основа. Вие велите клучот на името, односно што е целта со промената на името на државата. Ама ќе ви цитираме резолуцијата. Јас ќе поточно од вас. Па втора работа, вие знаете дека тоа меѓународно име е поранешни југословенска со мали букви. Значи, тоа е запишено во Обединетите нации, а Република Македонија со големи букви. Значи, таа дистинкција, покојни Стево Царенковски од тие преговори ја правеше. Значи, тоа мора да му кажете на македонскиот народ. На македонскиот народ, така ранлив како што е сега после 2001 година, така ранлив со прашањето за името, ги голта сите тие предрасуди кои му се сервираат. Но го лажите народ. Не се, ова се факти. Кои факти? Прво, референцата не е лоша.
Дозволете. Го труете народот дека сите го мрзат, сите не го сакаат. Светски заговор пред народот. Ами у српскиот филм на Милошевич ќе влеземе. Тоа се работи за стратегиски интереси на главните фактори, не за лажење било што. Кажете ми вие, што е целта да се промени името на државата? Зашто? Па не се менува името на државата. Се разговара за име за меѓународна употреба. Ама не се разговара, никаде не стои за меѓународна употреба. Вие бевте председавач на Генералното собрание на Обединетите нации, значи можевте директно прво да видите атмосферата во рамки на Обединетите нации, а второ да ги проучите тие резолуции и документи. Зашто всушност денес преговарат Македонија и Грција со посредство на Немец? Ние разговараме за разликите околу името и така како ќе биде во Обединетите нации регистрирано. А не разговараме околу тоа како се вика оваа држава. Таа се вика Република Македонија. И не знам зошто и тоа се проблематизира на начин кој воопшто никаде не е ниту запишан, ниту па од нас тоа некој го барал. Впрочем, најдобар доказ за тоа е признавањето од повеќе од 130 држави во светот на нашата држава по тоа име, Може значи одноставното име. Дали тој судски спор кој се води против Владо Бучковски е камен околу неговата нога или тоа политичко менгебе со кое власта го оценува Владо Бучковски, евентуално го оценува Владо Бучковски да направи нова политичка партија и да одземи 1% од гласовите на СДСМ? Медиумите блиски на Груевски ве охрабрува да направите политичка партија, има неколку сериозни најави. Дали Владо Бучковски планира да направи политичка партија или листа со која би истрчал на наредните локални избори? Значи, што јас ќе правам во периодот кој предстои во овој момент е енигма во јавноста, но јас знам што ќе правам и мислам дека е прирано да ги кажувам моите чекори кои ќе следат веројатно за неколку месеци. Размислувате на политичка партија? Не на политичка партија во овој момент не размислувам, иако е известно дека она што се случува во нашето соседство или пошироко ги охрабрува условно речено оние кои сметаат дека во свет како што е кај нас, кога постојат два силни блока, во еден црно-бел свет, секој пат има простор за нешто ново. За такво нешто сметам дека во овој момент е прерано да се говори. Луѓето кои не ви се наклоните велат дека таа партија би се викала СДСМ Тенковска, алудирајќи дека всушност власта преку тој судски процес ве држи во менгеме и ве оценува да ја плюкате СДСМ. Тие што така сметаат, јас не би коментирал ништо повеќе, освен тоа дека времето покажа дека оние кои тврдеа и пред неколку месеци, пред 6-7 месеци, дека јас сум омилениот опозиционер, се излажа. Времето покажа дека оние кои судираа во гради и кои тврдеа дека може да донесат поени за опозицијата, за жал тоа не го направи. Бучковски, вие сте искусен политичар, веќе 15 години сте на политичката сцена. Зар не помисливте во еден момент дека бевте намерно одбран да го правите ова? Говорам од Црвенковски, говорам од СДСМ. Дали ќе има 39 или 42 пратеника, дали еден од тие пратеници ќе бидете вие, тоа е помалку важно. Некој можеше да ви го даде и тој мандат. Ве и молевте за тој мандат во Александар Палас. Луѓето кои биле на тој конгрес во Александар Палас вела дека таму толку сте плачеле кога детенцето Осман од бурни времења на серијата. И некој кој не ви дал мандат, всушност во одбрал да бидете тој што ќе плюка по СДСМ, знаејќи на целиот тој судски бекграунд. Лоши ви се информациите, значи во Александар Палас јас се обидев на затворениот дел од состанокот. Па говорам и за затворениот, да говорам отворено. И баравте да бидете на листа да бидете вие, а не Емилијан Станкоч, ако не се лажам. Не давав само примери, не само за мене. И тогаш сметав и сега сметам дека е многу побитно да се почитува принципот кој го промовиравме. Тоа е да избереме луѓе кои може да донесат во својата средина еден глас повеќе од било кој во овој момент е форсиран. Така што мислам дека проблемите на СДСМ е вака како што е прераскажано од втора, од трета рака, испаѓа дека секој оној кој има различно мислење ќе биде протолкуван дека е предавник или дека одработува некоја туја агенда. Не е така.
Мирољуб Шукаров, денес професор на Штуловиот универзитет во Тетово, тама некаде пред 17 години беше првиот директор на Македонската агенција за приватизација. Проследевте прв директор на Агенцијата за приватизација или како тоа се нарекуваше Агенција за трансформација на општествениот капитал. Да. Во разговорот со господин Шукаров треба да одговориме на 3 тези. Дали СДСМ ги има создадено македонските олигарси, како второ кој е таткото на македонската приватизација и како трето зашто беше одбран овој модел на приватизација, а не таа така наречена ваучерска приватизација. Ова прашање на приватизацијата ја мислам дека стана веќе банална. Требаше да се заборави. Тоа е како камче во чевла. Значи толку време, 20 години да се зборува едно с друго е веќе тема која што не само станува досадна, него прави проблеми воопшто на функционирањето на економијата. Интересно дека најголем дел, преку 95% од големите македонски компании или тие така наречени олигархиски компании, беа приватизирани тамо некаде 89-90 година, уште во времето на црниот комунизам на просторот на СФР Југославија и на Македонија. Приватизацијата на тие компании беше направено според законот на Анте Марковиќ. Во таа влада на Анте Марковиќ, човекот кој беше задолжен за целата законска регулатива и легислатива е господинот Владо Камбовски, денес прв човек на Македонската академија на науките и на уметностите. Првата фаза е тој закон на Анте Марковиќ 88-89 година, Така е. кој, ако не се лажам, го прави сегашниот председател на МАНУ, тогаш е министар за правда Владо Камбовски. Не знам кој го правеше, тоа беше еден министер за приватизација од Црна Гора во тоа време во сојузната влада. Го направи тој закон и тој ние почнавме да го применуваме, значи почна да се применува во Македонија и кога се направи нашиот закон, ние веќе имавме закон на кој што моравме да ги темелиме продолжувањето, да го темелиме продолжувањето на процесот на приватизација. Бела професор дека во Македонија најмногу реализиран тој закон на Анте Марковиќ. Овие што ги веламе олигархиски компании, не знам, Мак Петрол, не знам, Першпет, не знам, Алколуит и така натаму, значи се да не ги редиме Европа, кој све не се во тој список, тие беа преку 50% приватизирани според тој закон на Анте Марковиќ. Например, Силекс на Дзинго беше 99% приватизиран. Точно според тој закон на Анте Марковиќ. Точно така. Најголемиот дел на процесот на приватизацијата беше завршен пред да започне македонскиот закон да се применува. Воопшто, пред да се донесе. Уште дека трае оној црн комунизам, полу од македонската олигархија си имаше приватизирано предпријатијата. Точно така. Така е, останаа, значи да се приватизираат многу малите предпријатија, малите. Кој е Ченто Велјановски, авторот и таткото на македонската приватизација и кој го носи Ченто Велјановски од Лондон во Македонија? Јас не знам како дојде до ангажирање на Ченто. Тој е еден симпатичен професионалец од Англија. Во тоа време беше и собственик на една фирма која што се викаше Lex Econ во Лондон. Важно кога дојде, тој работеше во Републички фонд за развој, каде што јас бев директор, и тој навистина направи еден измонреден концепт кој што е заснован на западни стандарди. Значи, да не заборавиме, заснован на западни стандарди. Значи, Ченто Велјановски е автор на концептот за приватизација или трансформација на општествениот капитал. Дефинитивно, концептот економски е направен, заснован на Ченто, меѓутоа подоцна тој треба да се преведе, тој економскиот концепт треба да се преведе во правен речник. Тука беа ангажирани професионалци, правни, кои што, нели, знаеа да пишуваат членови и ставови на закон. Била дека некаде 20 верзии на законот се направени во времето на Ченто Велјановски и дека е на крај дојдена до ова финална верзија која е 93-та усвоена некаде пролетта 93-та година, меѓутоа целиот процес отпочна некаде 91 година, тогаш Јане Милјовски е избран за министер без ресор, подоцна министер за приватизација во првата влада експертска на Никола Клюсев. Така е. И не само тоа, него многу често се организира експертски состаноци на кои што сите министри, па и оние кои што не беа министри, но беа многу блиску до економската проблематика во владата, беа ангажирани да го кажат своето мислење за законот, за концептот, и од тука произлего и одредени промени. Затоа се тие верзии, повеќе верзии, тие се повеќе шминка која што не го ремети основниот концепт на законот, со се повеќе одредено фино подешавање за некои работи кои што Ченто не можеше да ги знае, како например спецификата на општествениот капитал или спецификата на средствата за општествен стандард, нели?
Има два интересни факта, почитувани гледачи. Синот на Методијан Донов Ченто, или човекот кој се смета како еден од идеолозите на Втората светска војна на територијата на Република Македонија, беше министер без ресор во владата на Никола Клюсев некаде 91-92 година. И како второ експертот со име Ченто Велјановски е ангажиран од Лондон и донесен во мандатот на владата на Никола Клюсев да го направи моделот за македонската приватизација. И тогаш и денес ми е тешко да поверувам, почитувани гледачи, дека некој кој се вика Ченто Велјановски идеолошки припаѓа на македонската левица, кој во последните 20 години се обвинува дека е таткото и мајката на македонската приватизација. Денес веројатно треба да се соочиме со фактот дека таткото на македонската приватизација е човек кој се нарекува Ченто Велјановски и кој го има направено моделот на македонската приватизација. Еве што пише во биографијата на Ченто Велјановски. Од 91 до 94 година бил економски советник на владата на Република Македонија. Пазите, 91 година, значи тогаш е постигнат договорот за аранжман на Ченто Велјановски како советник на македонската влада. Кој беше на власт таа 91 година? Експертската влада на Никола Клюсев. Кој го носи Ченто Велјановски во Македонија и кога доаѓа Ченто Велјановски во Македонија, авторот нови концепт за приватизација? Не знам кој го донесе, во секој случај од кругови од владата. Тоа е некој контакт со кругови од владата, од таму произлезе. Тој 91 некаде година, тоа се уште владата на Никола Клюсев. Тој работеше, велам, во просториите на Републички фонд за развој, каде што јас бев директор. Работеше, му одстапивме една просторија и имавме контакти, само кафе и да размениме некакви така малку да му бидеме логистика, но ние не бевме оние кои што учествувавме во креирањето на концептот. Тука нека да правиме пауза за реклами, се враќаме за неколку минути да го проследиме вториот дел на нашата вечерашна емисија или The Best емисиите од циклусот емисија во Центар на Алсатем телевизија. Јан верен пак во трен, сакаш ли да бидеш свежа, користи ги секој ден. Посебна е убава со крема или лосион, биди секогаш спремна, знаеш спремен е и он. Проверено добар, Јан од Алкалоид. Години трговијата е нашиот занает. Идари Нино! Биги Нино! Роди го танзај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Илинка Митрова беше министар за надворешни работи таа 2005 година, Кометју ним изгодава тој предлог во последните 10 дена, предлог за решавање на спорот со името, кој последните 10 дена беше предмет на таа јавна конфронтација помеѓу Бранко Царенковски и Никола Груевски. Во наредните 13 минути ние ќе треба да одговориме на двете клучни теми или двете клучни тези. Како прво, дали тој предлог на Митјо Нимец беше убедливо најдобриот предлог кој беше даден од негова страна во последните 15 години, и како второ, дали со тој предлог се заштитија идентитетските прашања на Македонија во тој процес на разговори околу разликата за името. Господи Митра, бевте министар за надворешни работи 2005 година, кога доаѓа тој предлог на Митјо Нимец Република Македонија на кирилица и после 3 години Republic of Macedоnia, многу актуелен деновиве, бидејќи таа преписка или таа препирка помеѓу Бранко Црнековски и Никола Груевски се води на политичката сцена токму околу тој предлог. Што е основата на тој предлог на Митјо Нимец? Значи да подсетам, на една од првите седници на владата на Социјалдемократскиот сојуз 2002 година беше обзнанен официјалниот став на владата, тоест, однос на прашањето името се разбира, тоест, двојната формула. И да подсетам уште еднаш, што беше двојната формула? Употреба на уставното име во севкупната меѓународна комуникација и една соодветна, се разбира, достоинствена формула за комуникација, но само со Грција.
Тоа беше платформата, да подсетам, врз основа на која ние настапувавме во Обединетите нации и пред меѓународната заедница. Сега те кажа дека предлогот на Метју Нимиц 2005 година де факто се базира на двојната формула. Се разбира. Значи, тоа е еден од, како да кажам, значајните придобивки од двојната формула која во тоа време функционираше. И во преговорите, и во нашите релации со меѓународната заедница, а содржана е во предлогот на Метју Нимиц. Затоа што ако одиме веќе во детали, тој предлог на Метју Нимиц во основа е Република Македонија на кирилско писмо кој би траела 3 години. После 3 години тој предлог би се заменил со Republic of Macedonia. Значи тоа е предлогот на Метју Нимиц кој е ставен на маса. И да дополнам, значи Република Македонија кирилица 3 години, после 3 години за секогаш уставното име, тоест Republic of Macedonia, Република ди Македонија и јазикот македонски. Значи тоа е варијанта на нашиот официјален став кој што беше... А Грција би не нарекувала Република Македонија Скопје на кирилица. Не, тоа е Грција би не нарекувала или Република Македонија на кирилица или Republic of Macedonia Скопје во заграда. Интересен е фактот, почитани гледачи, дека со тој предлог на Метју Нимиц некаде есента 2005 година за прв пат, повторувам, за прв пат се користи терминот фуснота, односно фуснотата како начин на решавање на тој спор помеѓу Македонија и Грција е употребен за прв пат тама есента некаде 2005 година, а 6 години подоцна на тој начин или со помош на таа фуснота е решен проблемот со косовското прашање. Значи во предлогот на Метју Нимиц од таа 2005 година пише дека заедно со следната фуснота ќе бидат регулирани односите помеѓу Македонија и Грција. Бевте министар за надворешни работи, обично министри за надворешни работи тешко влагаат во одредени детали на тие разговори и преговори, меѓутоа многу е битно да расчистиме барем 2 или 3 прашања. Дали за вас тој предлог на Метју Нимиц 2005 година најдобриот предлог што Македонија го има добиено до сега? Јас ви го кажав тоа. Значи сметам дека ова е најдобрата основа за преговори што Македонија ја добила и пред 2005 година и по 2005 година. Значи, тргнувајќи од оваа платформа, ние можевме со вешти разговори да си го обезбедиме уставното име за навек. Дали во тој предлог на Метју Нимиц е јасно напишано македонски јазик, бидејќи тука имаше мноштво на дезинформации, мноштво на спинување во изминатите 10 или 15 дена, значи вашето министерство имаше сите тие технички детали околу таа кореспонденција. Дали тамо јасно пишуваше Macedonian language? Да, јазикот е именуван како македонски јазик. Со тоа што државјанството е граѓанин на Република Македонија. Ама така се водат сите земји во регистарот на Обединетите нации. Тоа е едно. Of the Republic of Macedonia, of the Republic of France или така. Тоа е едно, господин Димитри, втората работа секогаш албанците инсистираат да бидат граѓани на Република Македонија, да стои таква формулација, а не македонци или албанци, на пример, бидејќи тоа им правеше проблем секогаш во тие патувања со пасоши надворот од Република Македонија. Да, Обединетите нации не се прилагодуваат на внатрешните состојби на државите, туку имаат своите етипи. И дали тој предлог на Нимиц беше првиот обид со фуснота да биде решен тој македонско-грчки спор, 5 години или 6 години после тоа тој модел на фуснота всушност се реши косовското прашање. Јас вашиот термин фуснота така пишува во формулацијата, нели со фуснота. Заменувам во моите коментари со усвојување на нашата платформа, тоест на двојната формула. Таа е внесена во предлогот. Никола Груевски, еден политичар од Република Македонија кој таа 2005 година го одбива тој предлог на Метју Нимиц кој досега најдобриот предлог на Нимиц. Тој предлог таа 2005 година го прифаќа и ВМРО-НП партијата тогаш предводена од Весна Јаневска, го прифаќа и Мендух Тачик, тогаш е коалиционен партнер на Никола Груевски, го прифаќа и Стојан Андов, тогаш председател на ЕЛП, кој е во одредена поширока владена коалиција или опозицијска коалиција со партијата на Никола Груевски. Значи единствено Никола Груевски и неговиот сателит партија Љубисав Иванов Дзинга и Социјалистичката партија на пресконференција или со јавни изјави се оградуваат од тој предлог на Метју Нимиц. Значи прв пат со тој предлог на Метју Нимиц, нели денес многу се говори за тоа решавање на проблемот помеѓу Белград и Приштина со фуснота. Нели тоа уставно наречено признавање на Косово. Прв пат во тој предлог на Метју Нимиц ја наоѓам формулацијата за фуснота. Значи во точка 1 вели дека од 2006 до 2008 година во мултилатерални договори, спогодби, комуникеа, формални резолуции и така натаму, заедно со следната фуснота
Република Македонија. Значи, прв пат тамо се спомнува терминчето фуснота. И тоа беше, Значи, тоа да беше објаснам. варијанта на американците да се реши. Таа варијанта сега е користа за Косово. Да објаснам, значи ние го прифативме овој предлог како одлична основа за натамошни разговори. И владата не го држеше во тајност овој предлог и не правеше мистификација околу предлогот, туку се свика државниот врв, лидери на партии, јас ги викнав поранешните министри за надворешни работи, за да заедно го погледнаме терминот, а едновремено пративме инструкции до нашиот преговарач, кои се нашите забелешки, значи придавката македонски требаше да се однесува на се што доаѓа од Македонија, на јазикот пред се, но и на се. Значи, во додатокот на предлогот тамо пише многу јасно. Значи, македонски, Macedonian language. Да. Значи, зашо некој прави сега драма од целата таа работа? Вела дека тие верзии кои сега се ставаат во јавноста, преку државната агенција, преку некои други агенции, портали, дека де факто биле оние грешки кои по факс машина биле направени при приемот на предлогот од Њујорк до Скопје. Ете, јас не сакам да навлегувам во менталноста на политичарите или во манипулациите на институциите. Јас ви кажувам дека ова е предлог далеку најдобар или основа за натамошни предговори во врска со се што се добивало предходно, а уште помалку од она што се добивало подоцна. Значи, тоа е и тоа ви го тврди човек, не знам дали го знаете ова, кој што е забележан во аналите на Wikileaks. Значи, јас како тогашен министер за надворешни работи, според кореспонденцијата на американскиот амбасадор во Грција, а врз основа на разговори со грчки собеседници, човек кој што е дефиниран како најтврдиот играч по однос на името. Кога јас ви тврдам дека тоа е најдобриот предлог и кога тврдам во други некои разговори дека нашата влада никогаш ги нема ставено на маса идентитетските прашања, тогаш треба да ми верувате. Во втори дел на емисијата треба да одговориме на две клучни дилеми или на две клучни прашања. Како прво, дали е возможна предизборна македонско-албанска политичка коалиција која би можела да победи во 4 клучни града, тоа е Скопје, Тетово, Гостевар и Струга, и дали е возможно формирање нова албанска политичка партија која би требало да го артикулира целото тоа незадоволство кое некаде пред повеќе од еден месец беше манифестирано на скопските улици. Дали е можна македонска-албанска коалиција пред локалните избори? Можна и мислам дека дури е и пожелна и дека сите политички услови, меѓутоа и кај граѓанството мислам дека е легнато за македонско-албанска коалиција и тоа предизборна, затоа што ние од 90-та година па наму постојано имаме македонски и албански коалиции во владата, така да дали постизборна или предизборна мислам дека е сосема нормално. СДСМ најавува можно формирање на предизборна македонска-албанска коалиција. Црвенковски минатата недела тоа го остави како отворена можност. Како вие проценувате, дали е возможна сега за прв пат пред локалните избори да биде формирана одредена интересовна македонска-албанска коалиција? Па мислам дека нешто во тој план би можело да се случи, но претходно треба да се како да кажам, да се исполнат два предуслови според мене. Првиот е тоа што кај албанците треба да излезе нова политичка опција со старите политички субјекти, опции. Бранко Црвенковски има мина труд на договарање, на одговарање, меѓусебни работи, подметнување и така натаму и мислам дека би било тешко изводливо тоа да го направи. Другиот момент е кај албанците таа нова политичка сила или субјект треба да се врати кон граѓанството и кон државноста. Че граѓански права, државни права, држава која ќе стане членка на НАТО, НЕУ, држава која ќе се грижи за своите граѓани. Да, значи, мислите дека преломната точка дојде на таа дека албанците? Преломната точка дојде на општо прво сметам во Македонија, значи целото граѓанство го осеќа тоа дека ние заправо немаме правна држава и дека таа дотолку е партиски јавната изобличена. Тоа им пречи исто и на албанците и на македонците, веќе кога нема правна држава, нема како за вас, така нема ни за мене. Ако се успее во ова, значи да се докаже и СДСМ како најглавна опозицијски субјект кај македонското гласачко тело и тоа новото што јас верувам дека ќе следи кај албанците, тогаш би можело можеби тоа да се прави.
Ако биде формирана таа предизборна македонско-албанска политичка коалиција, таа ќе биде тестирана или ќе треба да даде одредени резултати, односно политичка победа во 4 града. Тоа е Скопје, тоа е Тетово, тоа е Гостевар и во Струга. Во Тетово и Гостевар таа коалиција на некој начин неформално беше на сцена 2009 година, кога со гласовите на СДСМ и одредени турски гласови и Руфи Османи и кандидатот на Мендух Тачи победија во Тетово и во Гостевар. Во Струга не е возможно победа на локалните избори без торбешките и без македонските гласови и за прв пат таа можна македонско-албанска предизборна коалиција може би ќе донесе на опозицијата конечна победа во Скопје. 4 града се клучни за да се прави таа македонско-албанска коалиција, тоа е Скопје, Тетово, Гостевар и по мене Струга, кај што е јасно дека во Струга одредени амбиции има партијата на Фијацановски, Тетово и Гостевар се Руфи Османи и Мендух Тачи, кај што гласовите на СДСМ ќе се неопходни ако сака да победат, како што и победија 2009 година, и Скопје кој се добива со албански гласови за опозицијата. Да. Бидејќи над 20% се албанците во Скопје, особено во делот на Кондово, Сарај, Чаир, делот Бутел, Газибава, така да многу се значени гласовите на албанците. Ако гледаме ова коалиција на СДСМ кој сега е со ЛДП во најава, со Лјупчо Георгиевски во најава, со партиите на Бошковски достоинство во најава, може да се случи, а и не мора, меѓутоа ако седнеме да анализираме политички, на тој начин се неутрализира таа разлика во кисела вода која беше на парламентарните избори со одредени албански гласови, се неутрализира таа голема разлика што беше направена во Газибова, некаде околу 9000 на парламент. Тоа значи дека опозицијата има реални шанси да го добие Скопје со една таква албанско-македонска коалиција. Прво, мислам дека бенефитот е што се добива многу појака сила психолошка кај граѓаните за можност за победа. Второ, сметам дека е добро што се ќе се одлучи во еден круг, во тој случај дека значи ќе победи или едната или другата варијанта. И дефинитивно не можеме да ги пресликаме колку има една партија, колку други, дека во коалиција ќе останат сите. Тука ќе има или ефект плюс или ефект минус. Меѓутоа, јас сум длабоко убеден дека ефект плюс ќе има од силата на коалицијата, таква коалиција широка, значи со сите што се опозиција плюс дел од албанските партии, мислам дека тоа ќе има психолошки голем ефект кај граѓаните. СДСМ очигледно оди на стратегијата на локалните избори да биде победникот добиен. Каде може, значи некаде преку 80-90% во првиот круг. Веќе секојаш кога остал СДСМ да се оди на втор круг, тоаш ВМРО со својата машинерија знаело да направи одреден пресврт, како во Велесо беше. Тогаш на цена доаѓаат нивните нечесни трикови за време на изборната кампања. Тоа се уцените, заканите, подкупот што се прави, злоупотреба на институциите како што е Центар за социјални работи, полицијата, подрачните единици на Министерството за земјоделие, заканите кон луѓе кои што имаат членови на семејство во администрација и така натаму, тогаш доаѓаат до максимален израз бидејќи се сконцентрираат на мал број на општини и притисокот врз луѓето максимално се зголемува. Меѓутоа кога се работи за 123 општини, сепак таа сила не може да ја развлечат на 123 општини. Имавме 2009 искуства Велес и некои други градови кај што таа машинерија беше ставена во функција. Да, Велес од сигурна победа ја украдоа на Аце Коцевски со притисок. Имавме село, односно населено место во кое што Аце Коцевски во првиот круг водеше 400 према 15, за да во вториот круг обратно биде 15 за Аце Коцевски, 400 за другите. Тука јасно што или јас сум исто пример во Горна Нерези во првиот круг имав 47 према не знам 17, за да во вториот круг има 40 према 17 за против кандидатот. Тука јасно или воопште на центар. Од 62 избирачки места СДСМ победува 56, ВМРО победува 6 и има градоначалник на центар. Да. Така е, апсолутно е така. Во вториот круг тие доаѓаат до израз сите нивни нечесни начини на кои што ги користат при секои избори. Мила, 4 града се многу битни, кај што ќе биде тестирана таа евентуално македонско-албанска предизборна коалиција, тоа е Скопје, Тетово, Гостевар и Струга. И ако се вратиме назад низ годините, ќе видиме дека точно тогаш преку неформални коалиции се добивале овие градови. Мендух Тачи реално го доби Тетово со гласовите на СДСМ и гласачко тело на СДСМ, што дој подоцна го користи како алиби зашто не би коалицирале со СДСМ. Гостивар, да речеме, Руфи Османи доби гласови на СДСМ, доби турски гласови кои се многу битни во Гостивар. Во Струга не може да се направат победа на изборите без бошњачките, торбешките, како да не речеме, македонските гласови. Таму одредени амбиции покажува партијата на Фијацановски со генералниот секретар кој би дошла како можен кандидат за градоначалник и тоа е Скопје, која реално опозицијата може да го добие ако обезбеди мнозинство на албанските гласови.
Сега, да не биде дека многу бесплатно ги учиме тие идните коалиционери, но јас на ова би додал, значи, во третата изборна единица во Велес се докажува дека има голем спектар на немакедонски гласови, што нели претходно беа многу значајни за победата на ВМРО овој пат, значи каде што кандидираше, имаше кандидат од ДУИ кој освои позадоволителен број на гласови за прв пат, значи 6000 гласови во тој аспект, значи и Велес би го додал, а плюс и некои општини, значи како Долнени, Пласница, Ресен, Куманово. Какви се шансите ВМРО-НП, партијата на Лјупчо Ѓорѓевски, да влезе во коалиција со СДСМ и на 2 септември, на големиот митинг кој се најавува во Скопје, да биде промовирана таа здружена македонска предизборна коалиција? Господине Ѓорѓевски, да не сменат улицата кај што живеете. Јосип Брос Тито, например, да ја наречат. Уште не сум забележал тоа, меѓутоа јас сум Нацо Караманов, тој е еден добар македонски поет и партизан во исто време, така што мислам дека треба да се остане тоа. Како би коалицирале со овие партии кои ги нарекува бугари убици, луѓето кои го сменија Тодор Александров или ја ставија улица Тодор Александров? Како е возможно да правите коалиција, да речеме, со нив? Па гледате, се уште е рано да можеме да кажеме дека таа коалиција ќе биде потврдена и покрај тоа што очигледно веќе во овој период ќе има една соработка меѓу сите опозицијски партии. Мислите дека намерно излезе ВМРО ДПМН, ајде да речеме со еден таков тројански конј, да промени улици во Тодор Александров, да ја прикажи ова коалиција која е во најава, здружената опозиција, дека е непринципиелна коалиција, дека на непринципиелни основи, дека вие сте на некој начин ко рогови во вреќе, и ако тоа била идејата на ВМРО ДПМН, они оствариле дел од таа своја цел. Затоа ја прашам дали е во најава одредена средба со Царенковски, бидејќи тој имаше средби и со Жерновски, имаше средби и со Стојанчо, имаше и со партијата на Љубо Бошковски, освен со вас. Гледайте, јас можам да ја кажам, во Македонија се случија многу непринципиелни коалиции. Една од најнепринципиелните коалиции беа, да речеме, кога, например, Никола Груевски го избра Тито Петковски наместо ВМРО Народна партија 2006 година во коалицијата. Подоцна коалицијата меѓу ВМРО ДПМН и Дзинго, коалицијата меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ. Значи, серија на непринципиелни коалиции. Сега се најавува голем митинг на 2 септември. Многу ме навела дека на тој митинг на 2 септември ќе треба наиста Бинаве и Црвенковски да кревате. Навистина не можам да ја кажем од дежен сакпе дали ќе бидеме на иста бина, меѓутоа можам да ја кажам дека во текот на летово очекувам да има доста сериозни разговори меѓу повеќе политички партии во опозицијата. Имате најави за средба со Црвенковски? Да, можам да кажам дека има најави, датумот се уште не е определен, меѓутоа може да се случи во наредните 15 на дена да дојде до таков разговор. Значи сигурно пред 15 септември, односно пред 2 септември. Да, сигурно далеку пред тоа. Со проценти како би ја дефинирале таа коалиција? Колку се шанси да биде формирана на таква коалиција? Па можам да ја кажам дека 70% има шанса да биде формирана таква коалиција. Вела дека таква коалиција, например, која би била формирана на една опозициона основа, би броила некаде 430-450 гласови и дека е неопходна една албанска или две албански партии како би била формирана предизборна македонска-албанска политичка коалиција, која е клучна реално, која е клучна за добивање на изборите во Скопје. Бидејќи има 20% или повеќе од 20% албанци во Скопје, и ако сака опозицијата да прогласи победа, е неопходно да се добие Скопје. Па, не е само за Скопје таа клучна. Јас сметам дека таква коалиција ќе има одговара и на албанските партии, затоа што македонските гласови, да речеме, во еден Тетово, во еден Гостивар, не се беззначени, да речеме. Затоа сметам дека многу добро ќе биде ако во Република Македонија се направи на таква коалиција, кај што ќе бидат привлечени и албански политички партии. И јас сметам дека за една таква коалиција од македонските партии има подготвеност. Не знам каква е подготвеност од албанската страна на политичките партии. Одредени сигнали доаѓаат. Има некакви сигнали. Јас исто така можам да ја кажам дека имам разговори со практично со трите опозицијски партии на албанскиот блок. Има најава на нова има партија. Има расположение кај некој од тие, кај некој има резерва. Што ќе се случи во наредните месеци, навистина е тешко да се претпостави. Што ново може да понуди власта за евентуално добивање на локалните избори преку одредени политички менаџирања на тие процеси? Ако на изборите 2011 година истори некаде 220 милиони евра кредит добиено од Меѓународниот монетарен фонд, што може да се очекува во престрат на локалните избори 2011 година и дали е можно на тие локални избори заедничко со локалните избори да бидат организирани предвремени парламентарни избори? Пред 7 дена
на прославата на 20 години од ВМРО ДПМН излезе Никола Груевски и повика сите стари ВМРО-вци да се вратат во матичната партија. Значи човекот кој 2006 година дојде, велики дека идеологијата не го интересира, дека политиката не го интересира, туку ќе ги решава проблемите на граѓаните, денес се сврто тотално кон една идеолошка политичка платформа на своје делување, се враќа кон Тодор Александров кој го исмеваше 2003-2004 година и нели припадниците на таа идеолошка матрица сметаше дека треба да бидат избркани надвор од ВМРО ДПМН. Тоа значи дека или многу му гори, или дека му се потребни тие гласови, бидејќи он смета дека нема од каде друго да бара квантум на гласови. Па гледате, таа битка на ВМРО ДПМН према така наречената неконтролирана десница за нив е 2-3 години стара и кулминираше оваа година нели со неколку потези. Нели прво ударот према Обединети за Македонија и ударот према ВМРО Народна партија, при што да речеме према ВМРО Народна партија после неуспешниот удар со Маријан Додовски, денеска имаме една парадоксална ситуација кај што да речеме имаме нерегистрација на Липчо Ѓорѓиевски како претседател, сега имаме една ситуација кај што од една страна велат таа партија не постои, а судот вели Маријан Додовски е претседател на таа партија. Меѓутоа, ајде да речеме... А како биделе на избори? Дали ви воопшто може да излезете на избори? Па можеме да излеземе, прво имаме доста време судски таа работа да исчистиме, меѓутоа ако не исчистиме судски... Ако е судскиот спор брз како што е судскиот процес на Владо Бучковски, може едно 2 години власта да ве толерира, нели? Независно сметаме дека ние можеме да се појавиме како партија прифатена од еден поголем опозицијски фронт. Да речеме овие 4 партии со кои денеска соработуваме, тие велат дека тие немаат проблем ако не постои печатот на ВМРО Народна партија, доволно е името и луѓето кои сме во ВМРО Народна партија да бидеме препознатливи за тој повик. 2009 година Липчо Ѓорѓиевски најави кандидатура за градоначалник на Скопје, подоцна се откажа од таа кандидатура и тоа беше сватено како одреден политички гест за сондирање на теренот како се ценат политичките шанси на Липчо Ѓорѓиевски. Дали денес кога опозицијата се уште нема кандидат за изборите во Скопје, Липчо Ѓорѓиевски има амбиција да биде скопски градоначалник. Вие излеговте со одредена предпоставка за предвремени парламентарни избори. Таа не доби реакција ниту од власта, ниту од останатиот дел на опозицијата. Денес има некои други шпекулации кои се вртат околу ВМРО ДПМН, дека ВМРО ДПМН сепак со Коце Трајановски го оделе на локални избори во градот Скопје, дека Никола Груевски би се спремал за претседателски избори 2014 година и потенцијален негов наследник би бил министерот за здравство Тодоров. Че вие секојаш ги имате тие информации од врвот на ВМРО ДПМН, иако не сте веќе 5 или 6 години таму, што очекувате, што може да се случува во ВМРО ДПМН? Значи, јас сметам дека ВМРО ДПМН е партија која апсолутно живее политички максимално популистички. Значи, анкетите се кај нив нешто што функционира на неделна база, дори можем да кажем дори и на дневна база. И следејќи ги тие анкети, тие едно се свесни дека процесот на нивното паѓање дефинитивно е започнат во Република Македонија и најверојатно тие ќе го следат во наредните неколку месеци тој процес. Ако тој процес продолжи со оваа темпо, јас не видам што може тие револуционерно да направат во Македонија, затоа што веќе станаа заробеници на нивните шеми, прво на меѓународен план, потоа на економската политика, потоа на натрешните национални без потреба потреси што ги направија. И сметам дека нема да биде изненадување ако тоа темпо оди со уште позабрзан чекор, тие да не изненадат со локални и со понатаму парламентарни избори во исто време, како превенција на уште поголем пат или како нели шанса да бидат многу силна опозицијска партија и на тој начин како опозицијска партија да ја чекаат новата шанса. Биде ли со Коце Трајановски за втор мандат во Скопје или со Ѓорѓе Иванов за претседателски кандидат, или мислите дека Никола Груевски, гледајќи ги овие политички трендови, дека би можел да се реши да оди за кандидат за претседател на ВМРО ДПМН? Па, мислам дека со Коце не име се уште откажана шансата да одат со втор кандидат, а со Ѓорѓе Иванов дефинитивно не би оделе за значи ќе се бара нов играч. Да, дефинитивно, да. Мислам дека човекот покажа дека е тотална промашена личност за претседател на државата. Не знам какви се амбициите на господинот Никола Груевски за тоа место, може тие амбиции да бидат исто така сериозни. Меѓутоа и да не се тие амбиции, мислам дека Ѓорѓе Иванов е дефинитивно промашена личност. Вие најавивте 2009 година, чисто колку да сондирате терен, ваша кандидатура за градоначалник на Скопје. Да. Опозицијата се уште нема
кандидат за градоначалник на Скопје, има шанси да се добие Скопје. Тоа беше добар трик, вие се сеќавате колку се уплашија ВМРО допълне уште стојат графитите по Скопје. Да, Лјупчо оди во Благоевград, не во Скопје. Да. Може ли опозицијата да го добие Скопје? Може, апсолутно. Мислам дека знаете што, ако се направи голема коалиција, значи ние ќе имаме една ваква ситуација каде што изборите во Република Македонија во 90% од градовите ќе се знаат во првиот круг. Ќе нема втор круг. Што е многу добро. Значи, ќе победува или опозицијата или ќе победува власта. Црно-бело, што е многу Црно-бело. Што сметам дека во принцип за демократијата во Република Македонија не е добро што доаѓа таква ситуација, меѓутоа од аспект на опозицијата очигледно нема друга алтернатива освен да се постават граѓаните против на таква ситуација и едноставно да гласаат за две опции. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас и по рекламите, се враќаме да одјавиме нашата емисија. Страста за совршенство не донесе оному каде што се наоѓаме денес. Способноста да се остане на врвот е во нашата умешност на изнаоѓање на неквалитетниот пристап, кој би ги задоволил и непрефинетите вкусови и непробирливите барања. 75 години напредок и иновација, 75 години искуство и традиција, 75 години непрекинат диалог со животот, 75 години посветеност на нашите заложби за градење на подобра иднина за сите. Здравието пред се. Алкалоид Скопје. Шеесет години трговијата е нашиот занет. Тие се поносен брейн, јан верен пак во трен. Сакаш ли да бидеш свежа, користи ги секој ден. Посебна е убава со крема или лосион. Биди секогаш спремна, знаеш спремен или он. Од Алкалоид. Идари Нино! Биги Нино! Роди го танзај! За секои 3 рати, една Toyota гратис. Вози Јарис, Аурис, Авенсис или RAV4 веднаш, а плати на 3 годишни рати, без гаранции, жиранти и камати. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ова е последна емисија од овој циклус емисија кој се емитува од на Алсатем телевизија. Ние се гледаме некаде на 1 октомври или некаде на крајот на летото оваа година. До тогаш веќе може да проследите некаде 4 до 8 репризни емисии од циклусот емисии во Центар кој се емитува на Алсатем телевизија во термин за кој ќе бидете благовремено информирани преку Алсатем телевизија или преку мојот фан клуб Васко Ефтов фан клуб. Се гледаме на 1 октомври. Пријатно вечер Македонија, пријатно лето каде да си.